Петок, 19 декември 2025. Добра вечер, дневник на КТВ. Денеска, 19 декември, кога Светата православна црква го прославува светиот Николај архиепископ Мирликијски и чудотворец, во храмот Света преподобна Параскева Петка во Кавадарци се отслужи света архиерејска литургија, со која чиноначалствуваше неговото високо преосвештенство митрополит Повардарски господин Агат Ангел. Од синоќа градскиот плоштад во Кавадарци е претворен во новогодишна бајка. Општина Росоман им исплати надомест од 12.000 денари на сите родители кои имаа поднесено барање за новороденче. Општината ќе продолжи со оваа мерка и во наредниот период, а во рамки на можностите ќе работиме и на зголемување на износот со цел уште поголема поддршка за младите семејства, грижата за најмладите и инвестиција во иднината на општина Росоман, вели градоначалникот Ѓорги Крстевски. Во пресрет на новогодишните празници, Агенцијата за храна и ветеринарство спроведе 262 вонредни инспекцијски надзори за контрола на безбедноста на детските новогодишни пакетчиња. Надзорите беа спроведени во магазини за пакување на пакетчиња, маркети и продавници кои вршат промет со овој вид производи. Поради несовпаѓање на роковите на збирната декларација со поединечните рокови на производите во пакетчето и заради некомплетни декларации, инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство издале 4 решенија со наредба за повлекување од промет на новогодишни пакетчиња, а на 2 оператори со храна издадени им се решенија со наредби за ставање на збирни декларации на пакетчињата. Со спроведените 262 инспекцијски контроли на безбедноста на новогодишните пакетчиња нема оператори со храна кои се парично казнети, ниту е поништена небезбедна храна. Младите на 9 години почнуваат да пушат цигари, а првото искуство со алкохол го имале на 13 години. Ова се дел од наодите од последниот извештај од Европскиот проект за истражување во училиштата за алкохол и дроги ЕСПАД 2024, што го презентираше Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Она што се издвојува како нов тренд и тоа што треба посебно да нас загрижува е порастот на користење на овие електронски цигари. Па така, во 2019 година 21% од учениците имале искуство со овие цигари, додека во 2024 година тој број се искачил на 30. 1/3 од учениците изјавиле дека барем еднаш пиеле 5 или повеќе пијалоци во една прилика, што се смета за пијанство. Благо намалување на пијанството забележуваме само во 2015 година, но сепак трендот продолжува и останува честа и алармантна појава меѓу младите.
Ние мора да сме свесни, односно генерално наставниците, па и раководствата на училиштата треба да се свесни за тоа што се случува. Затоа е ви денес соопштување на овие резултати. Ние правиме се што можеме за да го направиме тоа подобро видливо, потука и проектот за препознавање на проблемите кај учениците со Канцеларијата на Обединетите нации, не само што учениците, наставниците ќе треба да препознаат кој од детето што користи и тие добиваат обуки за тоа. Паметна, дигитална и правична Македонија до 2030 година. Македонија што гледа напред, што инвестира во знаење, технологија и луѓе. Македонија што гради иднина, а не ја чека. Порача премиерот Христијан Мицкоски денеска во своето обраќање на настанот по повод промоцијата на Националната стратегија за развој на информатичко-комуникацијски технологии Smart MK 2030. Дигиталната трансформација не е само воведување нови технологии, таа е системски процес кој подразбира длабока промена во начинот на кој функционира државата, во културата на институциите и во односот кон граѓаните и бизнисот. Таа значи поедноставни и побрзи услуги, помалку бирократија, повеќе отчетност и поголемо учество на граѓаните во креирањето јавни политики. Ќе тестираме со една најкористена според мене можност, а тоа е при истекување на лична карта. Секој граѓанин на 3 до 6 месеци од рокот, како што е пропишано во законот, ќе добие нотификација во неговото сандаче дека за одреден број на денови му истекува личната карта и дека може да со аплицирање на порталот да си закаже термин да си ја обнови. Ова е многу едноставен проект, но сакавме со тој да покажеме како функционира сандачето. И вториот дел е нешто што го најавивме во програмата на влада, тоа се терминали за услуги. Јас ги нареков и банкомати или киосци за услуги, ќе ги поставиме на неколку фреквентни локации на кои што со едноставно покажување на вашата лична карта, кликнување на 2 копчиња буквално, само што ја тестирав, ќе може да добиете услуга за помалку од 1 минута, да го испечатите документот пред вас и да си го подигнете било кој документ кој што ви е потребен. Уставниот суд да ја укине неуставната резолуција да го заштити уставот и слободата на говор. Побара денеска од опозиционата СДСМ и поднесоа иницијатива до Уставниот суд против, како што наведуваат, неуставната резолуција на ДПМН и ЗНАМ усвоена во собранието. Кога уставниот поредок и основните човекови права се загрозени, потребна е заедничка акција. Денеска СДСМ поднесе иницијатива до Уставниот суд против неуставната резолуција на ДПМН и ЗНАМ усвоена во собранието. Конкретно, за повреда на дел 1 од Уставот, членот 16, кој ги гарантира слободата на говор, слободата на јавен настап, слободата на уверување и јавно изразување, и кој забранува цензура во секаква форма. Неуставната резолуција е директен напад на слободата на говор и слободата на политичко дејствување на опозицијата во целост преку цензура. За која тема од исклучително јавен интерес. Граѓаните тоа многу добро го знаат. За еден договор со Британија, за кој јавноста дозна од британските медиуми, поврзан и со заем од 6 милиарди евра. Оваа тема никако не може да биде третирана како создавање паника и како закана за јавната стабилност. Не може резолуција во собранието да биде против наративот на опозицијата и да се заканува, повикувајќи се на кривичниот законник, прекршоци и кривични пријави заради искажан збор. Затоа, Уставниот суд, како главен заштитник на Уставот и уставниот поредок, на слободата на говор и правата гарантирани со Уставот, има обврска да ги заштити. Уставниот суд мора да ја укине оваа неуставна резолуција. Кога се загрозува Уставот, се загрозува демократијата и поредокот на Македонија. Кога се забранува дебата и се воведува цензура, демократијата престанува да постои, се воведува диктатура и режим. СДСМ отвори фронт за правда. Нема да дозволиме гушење на демократијата и слободата на говор. Заедно со граѓаните ќе одбраниме демократијата и ќе одбраниме Македонија. Тренчевска, новото лице на Филипче, е стариот кадар на Заев.
сметаат од владеачката ВМРО-ДПМН. Председателот во сенка Заев му ги напише и состави новите членови на раководството на неговиот чувар на фотелјата Филипче, кој без двоумење ги изгласа со две раце. Еден од така наречените нови лица е и Јована Тренчевска, кадар на Заев од Струмица. Подемите во политичката кариера Тренчевска ги добива токму од Зоран Заев. Таа станува државен секретар во Министерството за труд и социјална политика, токму во времето кога Зоран Заев е премиер. Потоа станува и директор во неговата влада на Инспекторатот за труд, како и министер за труд и социјална политика, секако неуспешен. Јована Тренчевска, граѓаните ја паметат по рекордните зголемувања на пензиите од 180 денари годишно. Јавноста ја памети Тренчевска по тоа што на работа го врати Александар Филев, трговец со дрога во Радовиш, како директор на социјалното. Пензионерите ја паметат кога им велеше дека супер им било да живеат со 25.000 денари месечни примања, кога инфлацијата беше вивната до небото. Синдикалците ја паметат по тоа што местеше председатели на синдикатите по насока на нејзиниот лидер. Ја паметат и покочењето на 16 согласности за воспитувачки и негувателки, како и 10 согласности за помошно-технички персонал во градинките во Бутел и во Куманово. Тренчевска минатата година по изборниот пораз на парламентарните избори си даде оставка од председател на форумот на жени, каде што рече дека местото го остава на нови, поквалитетни и лица неизвалкани од минатото. Тренчевски изгледа има заборавено на ова што го има кажано и по само една година, за да му удоволи на Заев, стана подпредседател на Филипче. Со ваквите кадри СДС тоне и оди во стечај. Народот не им верува. Измените на законот за странци нов доказ за вистината, рече на денешната пресконференција портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска. Овие денови ДПМН знам изгласа неуставна резолуција и тоа само за да ја замолчат опозицијата. Немаат како да се борат со вистината за една голема тема – мигранти за пари. Па сакаат да воведат цензура против слободата на говор. Но вистината не може да се сокрие, вистината секогаш излегува и вистината секогаш победува. Денеска ќе објавиме нов доказ. Па граѓаните сами нека заклучат која говори вистината, дали и што е договорено. ДПМН знам во септември оваа година изгласала измени на законот за странци. Што е клучно во овие измени? Олеснување на постапките за добивање на дозвола за привремен престој на странец по основ на вработување. И внимавајте, особено за оние кои работат на стратешки проекти и доколку има стратешки партнер. Клучни се членовите кои се изменети. Тоа се членот 83, член 85, член 86 и член 90. Во член 83, почитувани, се воведуваат неколку исклучоци со кои полесно ќе се добива дозвола за странец, односно економски работници кои работат на стратешки проекти и со стратешки партнер. Став 1, цитирам: по исклучок привремен престој заради работа ќе се одобри на странец кој работи на стратешки проекти утврдени со посебен закон, независно од искористеноста на квотата и моменталните потреби на пазарот на труд во Република Северна Македонија, односно без издавање на мислење од страна на агенцијата. Став 3. За странец кој работи на стратешки проекти утврдени со посебен закон, се издава потврда дека правниот субјект е со статус на стратешки партнер каде работи странецот. Потврдата дека правниот субјект е со статус на стратешки партнер каде работи странецот ја издава Министерството за економија и труд. Дали има стратешки проекти и стратешки партнер? Да. На кого се однесува ова олеснување? На сите им е јасно. Одиме понатаму. Член 85 став 5. Од одредбите исклучок привремен престој заради вработување се одобрува со приложување само на договор за работа и образложение за потребата на работното место. Дали ова значи ново олеснување кое ги отстранува сите други документи? Да. За кого? Сметаме дека на сите им е јасно. Во член 90 став 9 се воведува нов исклучок со кој се зголемува временскиот период за престој во Македонија кој може да биде и да трае со децении.
По исклучок од одредбите на овој член, странец, ангажиран во правен субјект со статус на стратешки партнер, може да биде упатен на работа во Република Северна Македонија во период на имплементирање на проектот, но не подолго од 1 година, со можност за продолжување на привремениот престој. Дали ова значи дека периодот на имплементација на проектот може да биде десеттици години? Да, ако е за голем проект како железница, например. Дали ова значи дека може и после тие години да се продолжува рокот? Да. Почитувани граѓани, за кого се овие измени? Мислам дека на сите ни е добро јасно, затоа сакаат да ни забранат да го изговараме зборот. 3 милиони евра спорна документација во лотарија оставиле Бајрами и Груби. СДС за ден повеќе власт не му одобрувале. Обвинување од пратеникот Бране Петрушевски од владеачката ВМРО ДПМН. СДС и ДУИ своето владење го покажаа со раководењето на државна лотарија, каде што Бајрами и Груби ја испокрадоа институцијата и избегаа. Додека едните крадеа, другите мижеа и обратно. А некогаш и двете структури крадеа заедно. Таков е и случајот со лотарија, каде што Бајрами и Груби ја приватизирале институцијата и правеле што сакале, а СДС, за да не ја распадне коалицијата, молчеле. Во последниот извешај на Државниот завод за ревизија утврдено е дека се исплаќале аванси за мали добивки на деловни соработници вредни 14 милиони денари, од кои за 13 милиони денари документацијата била неуредна или невалидна. Понатаму, ДЗР утврдил и спорна документација за 36 милиони денари готовински одливи и 7 милиони денари приливи. И за ова, во извештајот се вели дека има изјави дека за тие износи не се примени ниту вратени аванси. Дополнително, ДЗР преку увид во трговските книги и анализи на податоци од Централниот онлайн систем и платформата за интернет игри, утврдила дека се нереални и неоправдани сметководствени записи за нелогични трансакции во износ од 123 милиони денари. Над 180 милиони денари или близу 3 милиони евра спорна, невалидна или неуредна документација оставиле Бајрами и Груби во лотарија, а СДС молчеле и немо го одобрувале овој криминал за да не паднат од власт. Затоа СДС и ДУИ се минато на политичката сцена и потребни се реформи. Криминалците мора да одговараат. Утре ќе се задржи променливо облачно со сончеви периоди, претпладне по одделни котлини ќе има појава на магла, ќе дува слаб ветер од југоисточен правец, а температурата во интервал од -3 до 9 степени. Од вторник кон крајот на денот и во следните денови ќе има повремени локални врнежи од дожд, на планините и по високите места врнежите ќе бидат од снег. Го гледавте Дневникот, ви благодарам за вниманието и довербата, имајте пријатна вечер.